Јас сум Константин Циревири, управител и собственик на Mountain Experience, компанија за авантуристички туризам. Имаме туристичка агенција, работиме и консултантство во авантуристички туризам. Овдека веќе година и половина работиме на имплементирање на нови туристички содржини, главно наменети за авантуристички туризам, меѓутоа секако се комплементарни со било која друга форма на туристичка активност што се развива во Малешевијата. Денеска правиме промовирање на туристичките содржини, на сето тоа што е сработено во изминатиот период. Во основа сите активности почиваат на мрежа од планински патеки, 250 км со вкупна должина, и сега потоа на нив се надоградуваат туристички производи со различна структура, различна форма и секако наменети за различни целни групи. Сметаме дека ова е еден нов концепт, нов приод на креирање на туристички производи, нов не само за Малешевијата, туку нов за земјата. И се надевам дека овој пример ќе го користат сите кои работат консултантство или реализација на програми во авантуристички туризам како бенчмарк, како водилка, како да имплементираме меѓународни стандарди при креирањето на содржините и потоа при експлоатирањето на производите. Ако сакаме да бидеме конкурентни на пазарот, мора да имаме комплементни, односно комплетни производи, компетентни целосно, кои што се дизајнирани според пазарните потреби, заради тоа што пазарот препознава одредени форми, клиентите тоа го бараат и го плаќаат. Се разбира, и тоа очекуваат да го добијат кога ќе дојдат во дестинацијата. Во Малешевијата има многу производи кои што ја имаат таа вредност на посебност, на юник елемент, и тоа во еден пазарен сегмент каде што производите имаат прилично висока цена, што е многу важно за да се обезбеди соодветен економски развој, односно туризмот да партиципира во локалниот економски развој на соодветен начин, и од друга страна, испоред најновите препораки на ОЕЦД групацијата, развојот во туризмот треба да се мери исклучиво преку тоа во колка Америка е подобрен животот на локалните заедници. Значи не се примарно важни ниту бројот на посети, ниту бројот на ноќевања, ниту остварениот приход, туку колку е подобрен животот на локалната заедница. Ние овдека се обидувавме, иако ова е мал проект, да ги вклучиме локалните луѓе во сите сегменти, планирање, реализација на терен, дури и при изработката на студијата за развој на туризмот, која што во конечната форма некаде во септември ќе ја презентираме, ќе ја промовираме. Вклучени се неколку локални експерти кои работат во полето на туризмот веќе подолго време и сметам дека може да дадат значителен придонес не само за туризмот во Малешевијата, туку и во целата земја. Како што знаете, овде во природата, едукативниот центар за зачување на природата, организиравме неколку централни настани на државно ниво. Еве и денешниот настан е преку во организација повторно на програмата за зачување на природа, преку проект за швајцарската агенција за развој и соработка, поддржан од Фармахем, заедно со господата Циревири, кои што функционираат и се развиваат во делот на алтернативниот, односно атрактивниот туризам, и се надевам дека во овој период ќе вложиме максимално во имплементирање на голем број проекти кои се битни, значени за развојот на туризмот во нашата општина и во регионот. Денешниот настан, исто така како што спомнав, преку Mountain Experience е настан во кој што ќе ги обележиме патеките велосипедски и пешачки, кои што се многу значени за овој регион, се со цел за да вложиме многу во развој на овој алпинистички туризам, со кој што планински туризам, со кој што планираме во иднина да се развиваме не само како општина, туку и како регион. Навистина многу ни значи за нашата општина, како и за државата, понудата која што имаме на наша територија, природните богатства и ресурси со кои што располагаме, кои што се во огромен број и кои што се интересни и значени за огромен број на посетители и туристи кои што ги очекуваме во идниот период. И самите сте сведоци дека заедно со општина Пешчево ќе реализираме поголем број на проекти. Тоа што е една успешна приказна за промоција на нашиот регион и секако зголемена туристичка понуда во делот на нови патеки, кои ќе со тоа што ќе го промовираме туризмот и истовремено овозможуваме, значи, зголемена туристичка понуда која ќе предизвика зголемен број на туристи, а со самото тоа и јакнење на локалната економија. Мене ми е особено драго, ми представува особено задоволство што заеднички можеме денеска да проследиме резултатите на дел од активностите кои што се
рамки на програмата за зачување на природата, односно како дел од регионалниот план за унапредување на шумите за регионот Малешево, односно за општините Берово и Бехчево. Самиот концепт на регионалниот план е еден за нас, за државата, иновативен модел, кој што во европските земји е доста користен и прифатен, значи не само регионален пристап во планирањето на управувањето со шумите, меѓутоа е еден интегриран пристап кој од почеток ги вклучи сите чинители. Значи, во работната група која што го подготвуваше планот беа вклучени покрај општините и шумските предпријатија како законска надлежност, не што ја имаат планирањето на шумите, представници од другите засегнати страни, од туристичкиот сектор, од невладиниот сектор, приватните собственици на шуми, така да се изготви еден документ кој што дава една друга димензија на самите шуми што ги имаме. Малешевијата како регион е еден од најбогатите региони со шуми, голем процент од територијата е покриена со шуми и за нас како програма особено беше важно да се отпочне едногодина погледање на шумите. Значи, освен класичното производство на дрво за различни намени, да видиме и другите димензии, а една од тие димензии која што особено е важна за Малешевијата е туризмот. Значи, туризмот како содржини кои што може да се стават во функција во целокупното унапредување на шумите, е дел од приоритетите и токму еве денешниот настан е резултат на реализацијата на еден од приоритетите. Во рамки на програмата имаме поддржан уште еден многу важен приоритет кој што се однесува пак на едно интегрирано делување за справување со шумските пожари, што како една функционална целина во следниот период навистина верувам дека ќе ја подобриме ситуацијата во регионот. Освен она што го имаме еве како програма во изминатите години, ние веќе сега сме во завршна фаза на програмата, во излезна фаза во изминатиот период, особено во делот на Малешевијата имаме поддржано повеќе иницијативи кои што се поврзани токму со можностите за искористување на потенцијалите во насока за развој на туризмот. Значи, покрај една поддршка по-сериозна која што имавме на почеток беа општините Берово и Ситино, Бехчево и Делчево, после тоа во втората фаза заедно со општина Берово направивме еден концепт, поддржавме еден концепт за обележување на туристичките атракции од аспект на природни атракции, што имаме малку поголема реклама во самите градови, меѓутоа поддржавме и основање, односно да се формираат туристички инфопунктови, кои што во следниот период мислам дека треба да бидат да имаат многу по-важна улога во промоција на регионот, меѓутоа исто така и во анимација на самите локални чинители, на локалните жители од различни сектори да едноставно се вклопат во ова туристичка приказна на малку по-интензивен начин. Исто така, дел од проектите беа, односно од активностите беа поддржани преку помали иницијативи од невладини организации, од општините, што како целина, заедно со последната иницијатива која што е во тек, јас навистина се надевам и верувам дека успешно ќе биде завршена, иницијативата за прогласување на Малешево за заштитено подрачје. Тоа ќе даде дополнителна вредност и на регионот како и од туристички аспект, како една интересна, атрактивна локација, меѓутоа ќе придонесе и за подобра промоција, брендирање на самиот регион понатаму во следниот период. Верувам дека ќе може да се продолжи, иако иницијативата е поодамнешна за брендирање на локалните производи, кои што секако ќе имаат додадена вредност и за самото население, за самите жители, бидејќи и ние како програма целта е не само да ја зачуваме природата, меѓутоа да овозможиме едно одржливо користење на природните ресурси, кое што на крај ќе биде во функција и за бенефит на самото локално население.